Состојбата со коронавирусот во Република Македонија станува исклучително драматична и алармантна. За таа цел гледаме една голема раздвиженост на државните органи кои што преземаат активности согласно нивните уставни и законски овластувања. Еве денеска слушнавме од Државната изборна комисија дека препорачуваат одлагање на изборите, бидејќи не се во можност да ги преземат сите активности согласно изборниот законник во услови на широка распространетост на коронавирусот. Исто така слушаме дека и утре Стево Пендаровски најавува некаков собир кај него и многу е веројатно дека и од таму ќе стигне препораката за одложување на изборите. Здравствените власти во Република Македонија, пред се Министерството за здравство, исто така секојдневно ги преземаат своите со закон пропишани овластувања. И до тука се е во ред за поздравување и однесувањето на државните органи. Меѓутоа, за длабока осуда е однесувањето на техничкиот премиер Оливер Спасовски. Гледаме деновиве Оливер Спасовски се свикува некаков собир кај него од само 2 македонски и дури 5 албански партии кои што треба да одлучуваат за моделот на изборната кампања за време на изборите. Го прашувам Спасовски, од каде извира неговото право во таков потесен круг на само 2 македонски и дури 5 албански партии да одлучува за сите нас кои што ќе учествуваме на изборите, односно да одлучува за сите политички субјекти кои што имаат кандидатски листи за изборите. Го потсетувам Спасовски дека здравјето на луѓето е немерливо, здравјето на луѓето нема цена и затоа Спасовски има обврска да ги свика кај него сите политички субјекти кои што ќе учествуваат на изборите, да го искористи целиот политички потенцијал во државата, целиот ум кој што е концентриран во партиите со цел да го слушне мислењето за оваа новонастаната ситуација со коронавирусот. Само така ќе имаме решенија и одлуки кои што ќе имаат најширок можен легитимитет кај македонскиот народ и државјаните на Република Македонија. Форматот од само 2 македонски партии и дури 5 албански партии е неприроден, неприфатлив и недозволив, бидејќи не ја отсликува реалноста во Република Македонија. Настрана прашањето дали и за ДПМН и за СДСМ може да се каже дека се македонски партии. Спасовски има и уште една причина да ги свика сите политички субјекти кај него, бидејќи не се работи за избори кои што се вообичаени, кои што треба да се одвиваат во нормални услови, туку се работи за избори кои што имаат историско значење. На овие избори или ќе се зацементира брешењето на се што е македонско, или ќе победат македонските патриотски и национални сили кои што ќе ја вратат Република Македонија на изворните асномски или денски принципи. Односно, ќе победат националните и патриотските сили кои што ќе ги поништат сите антимакедонски договори со кои се бришат името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Ви благодарам.